Министерката Мила Царовска продолжува да го турка проектот во образованието и покрај острите реакции во јавноста. Откако Синдикатот за образование, наука и култура реагираше дека реформите се избрзани и од независниот синдикат за образование ја критикуваат новата концепција. Велат дека промени се потребни, но за решавање на проблемите со партиски вработувања и неценетиот труд на просветните работници. Од МОН воопшто не ги контактирале за ниту една консултација. Министерката целосно го игнорира независниот синдикат за образование и наука, комуницира со помали самоорганизирани групи на наставници кои што во суштина представуваат една форма на представување демократија. Реформите треба да започнат со департизацијата во секторот образование. Реформите треба да започнат со достоинственото вреднување на трудот на просветниот работник, со плата која што нема да биде под републичкиот просек, како и со обновување на колективните договори и решавање на голем дел од проблемите за наставниците кои што работат во руралните средини, бидејќи истите се уште не им се платени патните трошоци. Сепак министерката и понатаму со ставот дека реформите се повеќе од потребни, а за концепцијата постојано се консултирале со стручната јавност. До сега тече интензивни координации со сите засегнати страни, ја интензивираме дебатата со физичко присуство во наредниот период и со наставниците и со директорите. Според независниот синдикат, 95% од професорите не се сложувале со концепцијата. Председателот на синдикатот најави дека ќе ги искористат сите синдикални методи за оваа концепција да добие поинаква насока. Се воведува концепт каде што ниту еден од просветните работници не е инволвиран во неговото креирање и од тука и следи реакцијата на поголем дел од просветните работници, би кажал на огромно мнозинство над 95% и не го прифаќаат истиот овој концепт. По предметот историја како сензитивна тема периодов се појавуваат реакции за македонскиот јазик. Професорката Јасна Котеска тврди дека на Филолошкиот факултет се планирало реорганизација. Котеска објави дека на факултетот без писмен допис наводно ќе се формирале две научни гранки – лингвистика и литература, а македонскиот јазик ќе бил дел од гранките. Царовска и на оваа тема смируваше. Немало да се укинува македонскиот јазик, како што нема да се укине ниту предметот историја. Инаку се уште не е утврдено дали по новиот концепт ќе стартуваат учениците од прво и шесто или од прво и четврто одделение.